Добро вечер, почитувани гледачи, 17:10 ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас да ве информираме како да се грижите за вашето здравје. Што значи тоа крвен притисок, значи каков вид на хипертензија постои, кои се симптомите, како оди потоа диагностиката и лекувањето на крвниот притисок, сето тоа ќе го дознаете од денешниот разговор со доктор Снежана Милевска-Пенчич, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Здравствениот дом Скопје. Секако дека пред да ја започнеме емисијата, се надевам дека од режија веќе е подготвен прилогот кој што треба да го пуштат и некако и да ја најави денешната тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот со мојата денешна гостинка. Хипертензија или висок крвен притисок е хронична медицинска состојба во која крвниот притисок во артериите е покачен. Поради ова покачување на притисокот, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ крвните садови. Крвниот притисок има две вредности – систолен и диастолен притисок, кои зависат од тоа дали срцето е контрахирано или релаксирано. Нормален крвен притисок во мирување е од 100 до 140 кај систоличниот и 60 до 90 кај диастоличниот притисок. Постои присуство на висок крвен притисок, доколку притисокот е постојано 140, 190 или повеќе. Хипертензијата е класифицирана како примарна хипертензија или секундарна хипертензија. Околу 90 до 95 од случаите се категоризирани како примарна хипертензија, што значи висок крвен притисок без очигледна медицинска причина. Други состојби кои влијаат на бубрезите, артериите, срцето или ендокриниот систем се причина за останатите 5 до 10 од случаите или секундарна хипертензија. Хипертензијата е главен ризичен фактор за мозочен удар, миокардијален инфаркт, срцев удар, срцева слабост, аневризма на артериите, периферна артериска болест и е причина за хронична бубрежна болест. Дури и умерено зголемување на артерискиот крвен притисок се поврзува со скратен животен век. Промени во исхраната и начинот на живот можат да ја подобрат контролата на крвниот притисок и да го намалат ризикот од поврзани здравствени компликации. Но за луѓе кај кои промените во начинот на живот се неефикасни или недоволни, потребен е медикаментозен третман. Кај лицата на возраст од 18 години или постари, хипертензијата се дефинира како систолен или диастолен притисок кој постојано е повисок од прифатената нормална вредност 139 со 89. Доколку вредностите се добиени од 24-часовен или амбулаторен мониторинг, прагот се снижува. Исто така, неодамна се создадени меѓународни упатства кои создадоа категории под опсегот на хипертензија за да укажат на континуум на ризик со висок крвен притисок во границите на нормалниот. Ретко кога хипертензијата покажува какви било симптоми и обично се идентификува преку скрининг или кога се бара грижа за неповрзан здравствен проблем. Некои луѓе со висок крвен притисок се жалат од главоболка, особено во задниот дел на главата и наутро, како и за шеметеност, вртоглавица, звонење или зуење во ушите, пореметен вид или несвестица. Хипертензијата е најважниот фактор на ризик за предвремена смрт ширум светот, што може да се спречи. Таа го зголемува ризикот од исхемична срцева болест, мозочни удари, периферна васкуларна болест и други кардиоваскуларни болести. Хипертензијата е фактор на ризик и за намалена когнитивна функција, деменција и хронична бубрежна болест. Високиот крвен притисок се диагностицира кога пациентот има постојано висок притисок. Традиционално,
Диагнозата бара 3 посебни свигоманометарски мерења во интервал од по 1 месец. Бројот на луѓе кои што имаат хипертензија, а не се ни свесни за тоа е прилично голем. Потребни се мерки за целата популација, за да се намалат последиците од високиот крвен притисок и да се минимизира потребата од лекови против хипертензија. Пред воведување терапија со лекови се препорачува промена на животниот стил за да се намали крвниот притисок. Ефикасната промена на животниот стил може да го намали крвниот притисок колку и некој лек против хипертензија. Со комбинацијата на повеќе промени на животниот стил може да се постигнат уште подобри резултати. Светската здравствена организација призна дека хипертензијата или високиот крвен притисок е главна причина за кардиоваскуларната смртност. Јас сум повторно назад во студиото, почитувани гледачи. Од прилогот можевте да слушнете накусо што значи тоа висок крвен притисок, а како што кажав и на почетокот, тоа ќе ни биде и денешната тема на разговор. Одговор на денешна докторка за оваа тема е доктор Снежана Милевска-Пенчич, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Здравствениот дом Скопје. Доктор Пенчич, добре дојдовте за прв пат во телевизија Сонце во ваш термин. Добро ве најдов. Так, кажав дека ќе поразговараме на оваа тема, да објасниме до нашите гледачи се што треба да знаат околу високиот крвен притисок. Ајде да започнеме првим што представува крвниот притисок во нашиот организам. Значи крвниот притисок представува едно покачување на притисокот над 140 со 90, значи кога систолниот е 140, а диастолниот е 90 кај популација над 18 години. Иначе тоа хемодинамски представува еден однос помеѓу минутниот волумен и периферниот васкуларен отпор. Кога имаме покачување или на минутниот волумен или на периферниот васкуларен отпор, имаме хипертензија. Причините за настанување на хипертензијата се различни. Значи, затоа хипертензијата е поделена на примарна или есенцијална и на секундарна хипертензија. Така, што значи примарна? Примарната или есенцијалната хипертензија тоа е едно мултифакторијално заболување кое што е под влијание на надворешните фактори и се уште не испитана генетската компонента за настанување. Што би значило тоа? Значи дека самите фактори кои што се индиректни причинители за настанување на примарната хипертензија, тоа е еден психички, психосоцијален стрес, една физичка неактивност, дебелината, пушењето, алкохолот, неправилниот начин на исхрана. Значи сите тие фактори доведуваат до настанување на примарната хипертензија. Постојат ли некои други заболувања кои што придонесуваат за покачување на притисокот, освен овие фактори? Освен овие фактори, постоја тој така наречената секундарна хипертензија, каде што имаме оштетување во организмот и како резултат на тоа настанува покачување на крвниот притисок. Во зависност од тоа што е оштетено и каква е, хипертензијата може да биде бубрежна хипертензија, ендокринолошка, кардиоваскуларна, хипертензија која што се јавува кај бременост, хипертензија настаната од лекови и неврогена хипертензија. Така, а додека секундарната? Тоа е секундарната хипертензија. Овие што се однос на заболувањата. На заболувањата, да. Добро. Значи, причините ги кажавме и за секундарната, тие се тие заболувања кои што би можеле да предизвикаат висок крвен притисок или хипертензија. Кои се симптомите или знаците на покачениот крвен притисок? Значи, обично хипертензијата представува тивок убиес на современиот човек и во самиот почеток нема симптоми. Меѓутоа, симптомите кои што се јавуваат при покачен крвен притисок, тоа се главоболката, вртоглавицата, зуење во ушите, гадење, повраќање, замаглен вид, напор, глад за воздух, значи диспнејата која што настанува, сите тие се симптоми кои што треба да ни укажат дека нешто се случува во организмот и дека нешто постои. Така. Дали може да биде специфично појавувањето? Дали има разлика појава на висок крвен притисок кај помлади или кај повозрасни? Значи, крвниот притисок се почесто се јавува и кај помладата популација,
поради начинот на живот, стилот на живот кој што го живеат. Значи, како што кажав денеска во оваа една трка за поголема заработувачка, за еден неправилен начин на исхрана, за една физичка неактивност која што постои, така да се јавува и кај помладите особи. Така, значи нема правило. Нема правило. Ајде тука може да се обратам до нашите гледачи, значи оние кои што не следат, ако имаат некои проблеми во однос на високиот крвен притисок или ако сакаат да постават некое прашање до нашата гостинка и денешна одговорна докторка за денешната тема, тогаш би замолила од режија веќе да ги стават телефоните на екранот за да можат да искомуницираат со нас и се разбира да добијат одговор на она што сакаат да го постават како прашање. Би сакала да ни кажете, бидејќи кажав, можеби некогаш симптомите пациентите ги занемаруваат, па си велат еве не е ништо или и така натаму, па доколку не е диагностициран навреме покачениот крвен притисок, може ли да направи некои проблеми дополнителни, како што можевме да слушнеме и од прилогот, дека може да наштетат на кардиоваскуларниот систем? Да. Што се може да предизвикаат? Значи, хипертензијата, иако е тивокубиец, постепено настанува оштетување Така. на многу ретко се јавува хипертензија како посебно, него таа е асоцирана и со други симптоми, например и атеросклерозата, која што повеќе ја забрзува, па настануваат болести на кардиоваскуларниот систем, најчесто настануваат болести на крвните садови на срцето, може да настане и срцев инфаркт. Меѓутоа не само срцето дека може да биде зафатено, може да бидат зафатени и мозочните крвни садови, па да настанат исхемии, транзиторни исхемични атаки, ренални заболувања, значи на крвните садови на бубрезите, на очите исто така може да бидат зафатени, така да значи во склоп на сето тоа може да бидат зафатени сите крвни садови и органи во организмот. Добро. Во секој случај, значи, би било добро да се диагностицира навреме, за да не се добијат некои проблеми во однос на оние кои што ги посочивте. Кога станува збор за тоа да се диагностицира и да се протолкува дека некој боледува од висок крвен притисок, сите секогаш се прашуваат дали јас имам висок крвен притисок, ако понекогаш нели се случи да ни се покачи, тогаш се запрашуваме дали треба да се јавиме на лекар. Ако понекогаш само се јавува покачен крвен притисок, дали е тоа знак дека треба да се јавиме на интернист или пак треба континуирано да биде висок крвниот притисок, па тогаш веќе да се загрижиме? Значи, диагностичката евалуација на крвниот притисок, тоа е една постапка, значи потребно е цели постојат на диагностички процедури за да може да се утврди дали постои висок крвен притисок или не. Пошто некогаш инцидентно може да дојде до покачување на крвниот притисок, меѓутоа кога тоа не е континуирано, кога континуирано нема покачување на крвниот притисок кој што се мери извесен период од 2 недели, од месец дена и покачениот крвен притисок постои, во тој случај значи ќе треба да пристапиме поозбилно кон самата диагноза. Значи во самата цела е мерењето на тој притисок и идентификација на симптомите кои што доведуваат до секундарна хипертензија, како и проценка на ризикот, на кардиоваскуларниот ризик, на ризик други фактори и на други коморбидитети кои што постојат. Затоа во диагностичката процедура на поставувањето на артериската хипертензија постојат најчесто, постојат постапки, односно мерење на самиот притисок, потоа една добра анамнеза, еден физикален преглед и лабораториски и инструментални испитувања за крвниот притисок. Ајде ќе го објасниме диагностичкиот преглед, да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Ете таму. Да, повелете. Ало, добар ден, во емисија сум. Да, во емисија сте, повелете. Вака, се работи за мене, пијам, значи, пропранолол за тахикардија од 40 мг, хидрохлоротизид од 25 и скоприл од 5 на сабајле. Па ме интересира докторкава да ми каже до колку највеќе се пие пропранололот. Дали расправте? Да. Добро, ви благодариме што се јавивте и во останете да не следите, ќе слушнете одговор за ова ваше прашање.
По гласов млад пациент ми изгледаше, меѓутоа добро, не мора да значи. Пропранололот се пие значи во доза од 40 кажа милиграми, меѓутоа значи таа е таа дозата која што може да се пие и други дози кои што во комбинација со скоприлот и со хидроклоротиазидот. Да. Значи... И инцидентно, ако некогаш има покачување, може да се повтори дозата. Да. Вака са, доктор Снежана, кај вас кога ќе дојде пациент и вели докторка, јас имам проблеми, ми е висок крвниот притисок. Дали има улога тоа да малку треба тој да се смири, па да го измерите притисокот, бидејќи секое движење нели нормално е срцето побрзо да работи, па и притисокот да биде покачен. Така, значи мерењето Како е правилно мерењето на притисокот? Мерењето на артерискиот притисок е значи ординацијски, тоа е пациентот кога доаѓа во амбуланта, амбулаторно кога постои 24 часовен холтер, каде што се носи, мислам, на самиот пациент и каде што постои мерење, само мерење дома во домашни услови. Кога пациентот ќе дојде во ординација, значи прво треба да се смири, посебно ординацијата ако се наоѓа на скали, ако претходно добро пешачел подолго и така, значи едно 15 минути тој да биде во смирена состојба и потоа се мери. Мерењето на крвниот притисок е прв пат кога се мери во ординација, значи се мери и на двете раце, на едната и на другата рака, во зависност од тоа, затоа што може да постојат неки периферни васкуларни болести, па да настане мерење на едната да биде мерен притисокот повисок, на другата понизок, секогаш како референтна се зема таа каде што е повисок крвниот притисок, да. Значи таа вредност се зема за точна вредност. Исто така ке постари пациенти, значи многу е битно како се мери притисокот, бидејќи тој може да се мери нели во седечка, лежечка и во стоечка положба, така да битно е дали е во седечка или е во стоечка, бидејќи ке нив постои една постурална или ортостатска хипотензија која што не станува. Добро, ќе го објасниме и тоа подоцна. Добро вечер за кого? Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? На телефон, да. Ало? Ајде, сега ве слушаме во студио, повелете. Да. Добар ден. Добро вечер, повелете. Од Тетово се јавам на телефон. Би сакал на кратко да го прашам докторката, пошто јас имам добиено... Ве слушаме, говорете. Јас имам добиено акутен миокарден инфаркт пред една година. Добро. Ало? Да, ве слушаме, говорете слободно. Вака сега, јас веќе една година и ми е ставено стент, но ги пием се уште апчињата аспирин, зил и росфера. Значи, прашањето ми е дали сега да го може да го прекинам една од тие, пошто откако ги направи целокупната контрола, сега после една година добиването ми е миокарден акутен инфаркт, сега дали треба да продолжам со зилтот или треба само со аспиринот да го продолжам, како е? Добро, ви благодариме што се јавивте. Доктор Снежина. Пошто пациентот има вградено стент, тој пиел таа тероидна терапија што е антикоагулантна и друга терапија и статинска, значи сега зилтот не мора да го пие, тој се пие од 8 до 12 месеци, значи може да го прекрати, меѓутоа аспиринот се пие кај пациенти кои што имаат вграден стент до крајот на животот. Така. И статинската терапија, росувастатин, колку што слушнав, и таа се пие, сега во зависност од дозата која што се менја, се гледаат и хемиската лабораторија, па се може да се намали или да се зголеми дозата. Така, ете се, надевам дека задоволен гледачот од вашиот одговор. Стигнавме до тоа да говориме околу точната диагностика и точното мерење на високиот крвен притисок. Кажавте дека ке возрастните лица може да се мери, правилно е да се мери да легнат, така? Така. Зошто, само уште еднаш да потенцираме? Затоа што постои постурална така, таа настанува нели кога при легнување во таква состојба, пациентот лежи и кога тој ќе стане, тогаш доаѓа до менување. Значи или пак на пример кога пациентот стои, делот кај постарите пациенти, делот крвта иде во нозете и тогаш тој дел од горниот дел на телото е помала перфузијата и затоа мора да се мери во седечка и во стоечка положба. Да. Ајде, имаме се чини повторно гледач. Така режија, повелете, добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Само на кратко, пошто сакам уште едно прашање, ми го прекинавте телефонот.
Слободно повелете. Вака, аспиринот подобро да се пие у сабајле рано или на вечер, пошто антикоагулантно, нали? Подобро на вечер или во сабајле. Значи, кога да го консумирате аспиринот, Да. доктор Снежана? Наутро да се пие Наутро. аспиринот после доручек. Наутро, после доручек. Фала ви многу пријатно. Ништо, ви благодариме, еве што повторно не консултиравте. Времето во текот на денот, кога се мери притисокот, важно ли е? Има ли некое правило, например, од сабајле да е притисокот понизок, па потоа како Со одминува самата денот? активност, да. Меѓутоа, некој посебно време за мерење. Обично притисокот се мери два пати во денот, например од сабајле кога ќе стане пациентот, кога е комплет одморен или пак навечер пред легнување. Меѓутоа не на мерење секој сат, па во 12 ми е толку, па во 2 сат ми е толку, затоа што постојат различни вредности, затоа што самиот пациент е активен. Значи сето тоа одењето, едноставно пешачењето или некоја друга активност која што ќе изврши дома, па на крај крајеви некој психички стрес може да доведе до различни вредности на самиот притисок. Да. Так. Вака сега, доктор Снежана, многу е важно, како што кажав и преска, на секој од нас не се покачува притисокот. Како, например, ние да си направиме еден тест за самите себе, за да дознаеме дали на вистина ние имаме проблем со висок крвен притисок, колку пати треба во текот на денот или временски колку треба да го мериме за да ако е висок и да констатираме дека веќе имаме проблем со високиот притисок. Меѓутоа ако има гледач ќе го вклучиме. Дали имаме гледач? Ало, Повелете, добро вечер. добро вечер, поздрав до докторката. Благодариме, повелете. Поздрав до вас. Јас сум 57 годишна. Скоро време нешто ми се деши со слабо дишење. Така. Отидов на кардиолог и доктор Самир. И све сум правила на доплер, на вени, на све, дишењето ми се одзема. Ми дадоа брипресо, кардиопирин, енап и росфера. Така. А просекте ми го дадоа, не знам едни други нешто, не можам да се сетам за притисокот. Сега, некој се качуе 210, некој се качуе 130 со 110, некој се качуе, мислам, неизмерно. Некојаш доаѓа еден со 120 со 90. Така. После отидов кај Жан Митревка и Тања. Сега она ми ги пропиша росферата 20 мг, брипресото нон-стоп да го пијам, кардиопиринот нон-стоп, сега до кога, како киде, не знам. И сега зашто мислам притисокот доаѓа некојаш многу се качува, некојаш па И покрај еден до друг се зближуваат. и покрај целата терапија повторно ви се качува? Да. Некојаш еве ти викам, мислам најно месец, јас сум на 22 на стрес тест, тоа ми се качи пред у декември сега кога бев, ми се качи негде за 4 минути 220 со 120. Добро, бидете со нас, еве доктор Снежана ќе го каже. Дали ние сте ако имате- направиле и други исследувања? Дали сте носеле холтер? Дали сте направиле ендокринолошки испитувања? Све во 8 септември све ми е направено, све. Значи комплет све и бубрежни Со исклучено? бубрезите не сум направена, со бубрезите имам на времето проблеми, сега не сум. Значи мора да направите и бубрежно, значи испитување, да не постои нешто во врска со бубрезите. Доколку лабораториските вредности се добри, тогаш треба да отидете на ехо на бубрези, да се направи таа доплер на крвните садови, на реналните крвни садови, па да се види да не постои некоја стеноза на нив и да се испита или евентуално толку високи вредности. Исто ве прашувам дали сте правиле хормонално испитување, еден феохромоцитом со зголемено лачење на адреналин и норадреналин, кој што е на адреналниот кортекс, да се испити и да се види да нема покачување на тие хормони. Тоа не сум надолу, Да не ги- сум правила. значи, ќе Сам мора треба да ме направи- пратат, значи на тоа направи. Значи нагли такви скокови ќе мора да направите, затоа што настануваат такви скокови на притисокот, значи и бубрежни и ендокринолошки испитувања кои што доведуваат до покачување на крвниот притисок. Фала многу. Молам.
Ви благодарим и вам што се јавивте. Доктор Снежана, ајде да го одговориме со на прашање. Кога ние сами можеме да се диагностицираме, колку пати во текот на колку временски период, да си мериме притисок, значи, па да видиме како. Ако еднаш имаме покачен притисок, не значи дека имаме и диагноза да поставиме висок крвен притисок, меѓутоа тоа треба да го следиме континуирано, дали тоа ќе биде во домашни услови или ќе биде кај својот матичен лекар, тоа е значи зависност од самата индивидуа. Кај подолго мерење, за тоа мора да се следи, тоа е значи 2 недели, 3 недели, месец дена, мора да се следи притисокот и да се види кога ќе се утврди дека постои тој покачен крвен притисок, тога се пристапува кон сите останати испитувања кои што треба да донесат до диагностичка евалуација на самиот притисок. Така, значи од прилика 2 до 3 недели, так, ако ни е континуирано притисокот висок секој ден, така и после се јавува. Тогаш веќе можеме да кажеме дека имаме проблем со крвниот Имаме проблем и тогаш се иде кон матичниот. Доаѓаат кај вас, така, и потоа што уште се треба да прегледат, да испитат? Значи прво треба една добра анамнеза, значи добра анамнеза да се види дали постои полицистична бубрежна болест, дали постои во момента причини, дали постои ендокринолошко, како сега што објаснував, заболување. Значи да се препознаат симптомите кај пациентот кои што доведуваат до хипертензија. Дали постои една палпитација, потење, пота главоболка, дали постои мускулна слабост и тетанија, грчеви, тоа е кај алдостеронизам, дали постои веќе задув на диспнеја кој што се јавува при самиот притисок, да се препознаат сите тие симптоми за да може да се направи тоа. Од кога сето тоа ќе се земе таа анамнеза, тогаш се пристапува кон физикалниот преглед. На пациентот физикалниот преглед значи ни покажува едно обично ЕКГ, може да ни покаже многу работи за крвниот притисок. А после настанатите лабораториски исследувања кои што се рутински, значи во една поликлиника каде што или во една амбуланта може да се направат, исто така можат многу да ни покажат. Едно покачено ниво на креатинин и неуреа за бубрежно заболување, едно хиперлипидемија, значи ХДЛ, ЛДЛ, холестерол, триглицериди, исто така, една гликемија асоцирано, значи ако е во врска со некоја со шекерната болест и така. Значи сето тоа може една урина, една најобична урина, дали има протеинурија во незе, дали има хематурија и друго, може да ни покаже дали постои во моментот понатаму друго испитување и сето тоа. А кога сето тоа ќе се утврди, тогаш се пристапува кон други, тоа се више инструментални испитувања, тогаш се иде поединечно, значи се прават ехо доплери и ехо кардиографија се прави на испитување на срцето, едно ехо на бубрезите, еден доплер исто така на крвните садови, на периферните крвни садови, може да ни покажат на каротидните артерии, значи може да ни покажат многу работи кои што ќе доведат до сето диагностицирање на артериската хипертензија. Така. Што потоа? Кажавме дека причинители може да има повеќе. Како се лекува крвниот притисок и дали кога веќе еднаш ќе се каже дека некој боледува од висок крвен притисок, тоа останува како терапија додека е жив пациент? Значи, во лекувањето на артериската хипертензија имаме два пристапа. Едниот е немедикаментозен, а другиот е со медикаменти, со лекови. Значи, во почетокот зависи. Ако е млада особа, ако има некоја гранично покачување, пошто постојат повеќе степени на хипертензија, над 140 лесна хипертензија, значи умерена тешка хипертензија и така натаму, меѓутоа ако постојат некоја лесна, тогаш се советува на самиот пациент да почне со промена на начинот на живот, со промена на стилот на живот. Една физичка активност, ако е неактивен дел, ако е гојазен, значи да почне со диета, ако има покачени масноти да се намалат, ако има шекер, исто така да се една рестрикција на сол во организмот, да не се внесува сол во организмот. Значи прво се почнува со тоа и се следи и се прати. Доколку пушењето исто така е исто главен фактор, алкохолот, стресот кој што го има пациентот, сето тоа може да доведе до покачување на притисокот. Меѓутоа, ако сето тоа се смени, ако се мери и се проба да се намали артерискиот притисок, тогаш и не мора да се почне со тој медикаментозен третман. Збориме за хипертензија која што е во мали вредности. Меѓутоа, ако таа хипертензија е 180, 190, значи више една висока маливна хипертензија и 120 диастолниот притисок, тогаш не се чека, него се постапува со лекување. Така.
И лековите се Лековите се примаат континуирано, да. Лековите се примаат континуирано, прво се почнува на пример со една комбинација на лек, потоа се иде, ако не се постигне со една, со две најдобра комбинации, постојат повеќе видови на лекови, диуретици, нели бета блокатори, ангиотензин конвертирачки ензим, инхибитори, ангио рецептор блокатори и сите тие лекови, значи зависност од тоа кај кој пациент, каква е состојбата, дали постои инфаркт претходно, не постои така, натаму се пристапува и се даваат тие антихипертензиви. Так. И се лекува цел живот. Да. Так. Сега ме интересира, бидејќи, како што кажа и гледачката на што ни се јави во емисија, и покрај примањето на соодветната терапија, повторно и се покачува притисокот. Дали кога имаат вакви дополнителни заболувања, кои што го предизвикуваат покачувањето на високиот крвен притисок, и после примањето на некоја терапија, ако повторно пак имаат проблем, што се презема? Тогаш се прави, значи мора да или болничко лекување. Дали секогаш причинителите мора да се санираат за да мора да се санираат за да може да настане намалување на притисокот. Не може да биде со толкав висок притисок. Значи мора да постои некоја причина, нели ке есенцијалната ние не можеме факторот секогаш да го најдеме, меѓутоа ке секундарната хипертензија мора да постои причина што довело до покачување на таков притисок. Ајде да видим, да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Имам едно прашање до докторката. Да слушам. Последниот период притисокот срцевиот ми е повисок. 120, 100, 110, а постојано имав низок притисок и сега наеднаш висок притисок. Не можам да објаснам од што се случува тоа. А примам терапија Релика и докторката Матишна ми даде амлодипин. Дали е само тоа како да терапија? мерам притисокот, мислам, ми рече да го контролирам. Срцевиот притисок е 100, 110, 120 и ме плаши многу тоа, мислам, се чувствувам по-омалаксано. Имате нешто да прашате? Дали а горниот притисок колку е? 140, горниот е нисок, а долниот е висок. Висок, да. Во ред. Значи Реликата е во АК инхибитори, тие се добри, значи исто антихипертензиви и амлодипинот како еден калциум антагонист. Меѓутоа што обично би требало да го намали срцевиот диастолниот притисок, меѓутоа најверојатно дозата што ја зимате не е доволна. Може да треба да се земе некој друг од таа група на лекови што има поголема доза. Од 4 Релика ли земам? Не, Реликата е 4, ама амлодипинот. Амлодипинот рековте дека е од 10. Не, има кордипин XL со продолжено дејство, кордипин 20, нифедипин, нифедил и така, значи други калциум антагонисти кои што ќе го намалат долниот притисок, срцевиот, диастолниот притисок. Значи мала е дозата. Зошто е толку висок срцевиот, а високиот не е висок? Има и такви хипертензии кои што настануваат и тоа треба едно најобично ехо да направите, да проследите состојбата на срцето, да се види колкава е ежекционата фракција, да се видат некои случајно аномалии да не постојат, али во секој случај треба да се малце да биде поголема дозата на калциум антагонистите. Добро, ви благодарам многу, пријатно. Так. Ете, значи, и посочи доктор Снежана, добро би било да се направите едно ехо нели на срцето, па да видите точно што ќе покаже тоа испитување, дали има можеби некој друг дополнителен проблем. Доктор Снежана, кажавме многу работи. Кажавме дека се лекува крвниот притисок доживотно, кога веќе ќе се добие, а исто така е многу важно и да се лекуваат оние други причинители како заболувања кои што ги споменавме, за да не дојде до покачување повторно на високиот крвен притисок. Ме интересира, бидејќи постојат и други ситуации кога доаѓа до покачување на крвниот притисок, обично кај трудниците. Како да постапуваат во тој период? Значи, што се презема кога кај трудница ќе се покачи притисокот? Тоа е нормално, нели, на некој начин да се покачи, меѓутоа доколку е нормално? Кај некој, значи, нормално. Се покачува притисокот кај трудниците, меѓутоа тоа не е нормална појава за покачување кај бремените.
Доколку би се толерирало да се покачи? Па кај нив е пониска вредноста него што е нормално, не е 140 со 90 и тогаш, значи таквите пациенти се третираат кај нефролозите, значи не е кај матичен лекар, не е кај специјалист, него кај субспецијалисти, ни гинеколозите не ги третираат, него ги третираат интернисти, субспецијалисти. Таа се нефролозите кои што посебно ги мерат нивните вредности, им кажуваат на колку да доаѓаат, примаат посебни лекови, значи не е обичен лек за хипертензија кој што се дава, па тогаш да настане. Така. Значи во секој случај треба да се внимава и треба, значи исто така, значи им се препорачува тоа што се препорачува и кај нормалните пациенти да не се внесува, да се намали рестрикцијата на сон, меѓутоа тоа е се во склоп на нефролозите. Доктор Снежана, секогаш за секој проблеми со здравјето кога говориме, секогаш прашуваме која возрастна група нели е засегната, па која возрастна група е засегната од проблемите со високиот крвен притисок? Напоминавте дека во последно време и помлади луѓе. Меѓутоа, која е најдолната граница која што вие како доктор сте можеле да утврдите кај некој ваш пациент во однос на високиот крвен притисок? Па има, значи кај пациенти 25 години, 23 години, така има пациенти што имаат веќе, меѓутоа имаат многу млади. Меѓутоа повеќе е постарата популација. Така, кои биле причините за појавата на високиот крвен притисок кај младите? Кај младите повеќе покачен крвен притисок е резултат на начинот на живот, на психичкиот стрес, пушењето, алкохолот, дебелината, неактивноста, сето тоа, значи таа една предхипертензија, хипертензија со малце што се јавува со мал степен на покачување на крвен притисок и знае да се јави. Кога веќе ќе се даде терапијата на еден пациент, да кажеме, можеби кога нема многу компликации, после колку време вие ги повикувате да дојдат на контрола, како што велат да е се во ред? Меѓутоа, ако повторно им се покачува, што преземете? Значи, ако е све во ред и пациентите ги пијат редовно терапијата, постои една добра комплијанса помеѓу пациентот и лекарот. Тој ги почитува сите препораки што ги дава лекарот и ги пие, значи лековите кои што него му се дадени, тогаш контролите се вршат на 6 месеци. А ако нешто има покачување на крвен притисок предходно, тогаш се вика и мислам самите пациенти доаѓаат и порано. И потоа следи нешто дополнително испитување, да. За да се види што е точно. Повторно нешто лабораториски анализи. Повторно лабораториски анализи, повторно може да се даде друг антихипертензив или малце да се покачи дозата, па да се следи да се види дали е тоа доволно, дали е тоа добро со тој лек, дали е намален крвниот притисок, ако не, тога се пристапува понатаму кон други иследувања. Има ли многу кај нас население во висок притисок? Има, да. Каква е вашата проценка? Па најголем дел од пациентите што доаѓаат, значи во интернистички ординации, хипертензија и заболување на мастотиите. Тоа е тоа. Значи, а тоа е едно со друго на некој начин и поврзано? Значи, тие се сите асоцирани состојби со себе, и диабетот, и липидите, и хипертензијата, и сето тоа доведува до ризик, значи кардиоваскуларен ризик, мозочни удари, настанувања, сите кои што настануваат. Бидејќи кога говориме за сите заболувања, обично на крај сакаме да кажеме што би било превентивата во однос на високиот крвен притисок, па ајде некако вако убаво да ги посоветуваме нашите гледачи, да им кажеме што се треба и како да постапуваат нели во секојдневниот живот за да не дојдат во ситуација да добијат висок крвен притисок. Значи, колку можеме барем да делуваме така? Колку можеме, значи препорака да им дадеме, значи колку е можно да се избегнува физичкиот стрес, психичкиот стрес на самиот пациент, да се постои една физичка активност, да постои, значи да не постои на дебелење заради неактивност, заради неправилно внесување на храна, да се ограничи внесувањето на сол, не да се внесува по големи количини, него онолку колку што е потребно. Пушењето колку е можно да се избегне, алкохолот исто така и нашава загаденост тука, тоа е исто фактор кој што тоа е еден фактор кој што за сите здравствени проблеми не можеме да го избегнеме, ама барем како што потенцираме секогаш кога знаеме дека е надвор нели
воздухот сакаден, пак да не излегуваме без потреба највеќе малите деца, трудниците како што потенцираат и оние пациенти повозрасни кои што имаат проблеми со хронични заболувања. Значи, уште еднаш вака да заокружиме, при крајот на емисијата сме, имаме гледач, ајде ќе го вклучиме и тоа ќе биде последен гледач, па и да заокружиме емисијата. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Повелете. Ало. Повелете, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, во програма сте. Да. Мене ме интересира јас земам симетрок, 35 милиметри, 35 милиграми и аспирин. Со. Дали јас? Не. Ај уште еднаш повторете ги лековите, некако послабо ве слушаме во студио. Симетрокоп, Симетрокоп. 35 милиграма и аспирин 100 земам. Добро. Али и крвниот притисок стално ми е, мислим, повишен. А тоа ми се е, како што ми рекла лекарите, дека доаѓа од, имам на крвните садови као на стеснување. Атеросклероза. Да. Добро. Веќе имате диагностицирана атеросклероза? Не, имам, сум бил вака, мислам, али овај лек го пијам најмалку едно 4-5 години, може и више. Така. Али се во последно време некако почесо се крева крвниот. Значи повторно ви се качува и покрај примањето на лекот. Добро. Ви благодариме што се јавивте. Еве доктор Снежана ќе ви посочи што да преземете. Доктор Снежана. Значи штом не се симнува со тој лек, тогаш пациентот треба да се упати повторно на специјалист, за да може да се види дали во комбинација со друг лек ќе дојде до намалување на притисокот, бидејќи како што каже пациентот има веќе артериосклероза, со тоа пошто постои со покачен притисок да не направиме дополнителни оштетувања, него да може да го оставиме тоа да биде така како што е. Значи мора да постои уште некој лек за да може да се намали притисокот. Така, значи во секој случај вие појдете уште еднаш кај вашиот доктор да му кажете на сето ова што ви се случува и покрај тоа што нели ги земате лековите, повторно ви се качува притисокот, можеби ќе треба уште некои испитувања да направите за да ви дадат можеби некои други посоодветни лекови. Доктор Снежана, ајде тука сме на крајот да заокружиме. Значи уште еднаш да ги потенцираме симптомите и кога веќе можеме да констатираме дека боледуваме од висок крвен притисок. Значи симптомите кои што најчесто се јавуваат при артериска тие се главоболката, вртоглавицата, здуењето во ушите, замаглен вид, гадење, повраќање, задув. Значи тие се симптомите кои што се јавуваат и мора да се почитува тоа и да се нешто дека ни покажува во организмот и мора да посетиме лекар. Така. И оној втор момент, можеме сами на некој начин да се тестираме, значи секојдневно да го мериме крвниот притисок, да се запишуваме, иако така, мериме и со тоа идеме кај лекарот и гледаме колку е покачен, како е покачен притисокот, дали во утринските, дали во вечерните часови, доколку сето тоа е добро се дава, иде по добро, тогаш оставаме. Меѓутоа ако не е, тогаш продолжуваме натамошно со дијагностика и испитување. Така. Ви благодарам за денес, се надевам дека сето она што го кажавме ќе биде од корист за нашите гледачи и уште еднаш да ги слушаат оние ваши совети во однос на превенцијата за која што кажавте на крајот. Ви благодарам уште еднаш, ми беше драго, се надевам во некоја следна прилика повторно со некоја друга тема. Благодарам. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес. Ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Уште од сега можам да ви најавам, значи ќе говориме на тема холестерол и триглицериди, се разбира покачени вашата крвна слика, што тоа значи, како навреме да реагирате за да се превенирате од понатамошни други проблеми. Ве оставам до тогаш во убаво расположение, имајте добро здравје.